Многумина од некогашните деца бегалци дојдени од сите страни на светот, утре ќе отидат во Лерин за да го поседат својот роден крај, велат од организациониот одбор на децата бегалци. Ваквите посети не се организирани, туку индивидуални, објаснува Ѓорги Доневски од Незаборав. Многу од оние што се дојдени од прекоокеанските земји, па и од источноевропскиве поранешни кај што беа прифаќани деца, ќе направат приватни посети во родните места, а дел од нив веќе утре, односно утре недела, ќе присуствуваат и на панагирот во село Овчарени, во Грција, село кое е чисто македонско и кое секоја година го одбележува Илинден, така тоа ќе се случи и утре. Утре оди и нашиот ансамбл Танец. Истеријата која настана во Грција откако се пронесе гласот дека ќе има бројна и организирана посета на децата бегалци на Леринско, не ги чуди во организациониот одбор. Ваквото однесување е дел од долгогодишната пропаганда на Грција. Се јавија одредени националистички вестници, кои што е Стохос и некои други, вика нашите издајци од Овчарени и канат бандитите да прават, да дојдат и да окупираат делови од Егејска Македонија. Мислам, цела пропаганда. Крајната десница на Караџаферис пред неколку дена побара и затворање на грчко-македонската граница. Во исто време се јавија и неонацистички групи кои се заканија дека насилно ќе го растурат собирот на македонците во Леринско, закажан за во недела. А како што беше најавено, постои можност неколку групи и поединци да се упатат кон Леринско во Северна Грција и тоа преку граничниот премин кај Битола. Иако организациониот одбор, како што видовте, негира дека е ова планирана активност, се чини дека на Меджитлија веќе имало обид за вакви преминувања на границата. Нашата Маја Богоевска е на линија од таму. Маја, кои се твоите информации? Дали имаше обиди дури и на новинари од Македонија да присуствуваат на традиционалната леринска средба кои грчките власти ги спречувале? Да, попладнево на неколку македонски редакции кои требаше да го следат се македонскиот традиционален и линденски народен собир во село Овчарен и Леринско, не им беше дозволено да влезат во Грција на граничниот премин Меджитлија. Новинарите, фоторепортерите и снимателите имале уредни визи, меѓутоа им била побарана посебна дозвола од грчките гранични службеници за носење камери и фотоапарати. А границата не ќе можеле да ја преминат наредните 2 дена до понеделник без таа специјална дозвола. Според информациите, тие интервенирале до Канцеларијата за врски на Грција во Скопје, а оттаму во Министерството за информации на Грција, меѓутоа интервенцијата била неуспешна. Има најава дека ќе се обидат уште еднаш да влезат, значи да ја преминат границата. Инаку на средбата во Леринско се очекуваат да одат нешто повеќе од 50 на лица кои попладнево треба да ја поминат грчката граница. Значи, ова се информациите кои ги имаме за сега.